Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте неколку дена после обележувањето на 25 години од Гласот на народот. Ви благодарам многу за големиот број пораки што ми испративте, големите поддршки што ги добив од сите вас, од сите страни на светот. Бидејќи и ова телевизија гледате преку МТЛ, односно Телеком Србија, на сите 5 континента. Тоа што ние вечерва, почитувани, само морам да додадам, не успе бидејќи им дадо простор моите драги соговорници, а таа емисија да ви соопштам дека ќе репризираме по ваше барање во петок од 21 часот. Значи 25 години од Гласот на народот во петок од 21 часот, или тоа е 30 мај. Морам да додадам само неколку збора со оглед дека заслужува внимание. Поддржувачите на оваа емисија, тоа се луѓе кои навистина го сакат она што другите не го сакат. Реков еднашка, нема се повторам, а тоа е правдата, правичноста и Македонија. Бидејќи тие сите што се поддржувачи на Гласот на народот немат алтернативна држава, немат бугарски и други пасоши, па да се чоперат и редоги работи со секакви пасоши и финансиски потенци и така да Македонија се однесуваат како што сакат според годишните времиња. Голема благодарност до моето семејство, до мојата сопруга, која навистина безрезервно ме поддржувала, која и со сето семејство мое беа ставени на олтар на Македонија, видејќи да се поддржи човек кој 25 години не плука, туку само укажува на криминалците, на бандитите, на хоштаперите, на одродниците, дека не име местото во оваа држава. И вечерва кажувам, не ви е местото. Благодарам и на тие колеги во Радио Скопје, Македонско Радио Скопје, каде што навистина правев огромни и големи ексклузивни интервјуа, ви кажав Сайрус Венс, пут разговори да не ги редам. И благодарам и на тие така наречени бардови кои ми го крадеа гласот, ова морам да го кажам, бидејќи животот времето оди, а јас сакам да оставам трага. Снимав интервјуа, верувајте ми или не, тоа се така наречени звучни имиња, ги знаете. Верувате или не. Го суспендира гласот на авторот, а го пушта Сайрус Венс. Го суспендира гласот на авторот, го пушта Бути Разгали. Но слава му на Бога, и благодарам на колешката Весна, ја ви јавно кажувам, која ми ги чувала моите авторски ексклузивни интервјуа и тоа создаде дел, автентичност, историска читанка. Ова мораше да кажам, уште неколку души. Благодарам на Борче Крстевски, мој драг пријател и побратим на мојот син Ѓорги, кој несебично даде поддршка за ова емисија. Благодарам на Радио Скај Радио, што собора Скај Радио и Зона Радио. Верувајте ми, понесен сум од емоции, бидејќи ова држава полесно е да бидеш криминалец, предавник, одродник, отколку да бидеш патриот. Што успеа во 24 часа минатата недела да објават порака за емисијата, затоа ќе ја реактивизираме во петок. Драги мои, вечера ви носам еден супер, ултра ексклузивен соговорник, кој ќе го задржи вашето внимание. Човек кој се бори против криминалот, криминалците, корупционерите, бандитите и како уште да ги наречам, кои дојдоа голтари во политиката. Се сеќавате, капучиња нема. Денеска имат мултимилионери се. Го одземал имотот на криминалците и го вратил на државата. Па во една прилика една од големите држави преку својот дипломатски представник вели дали си ти нормален тоа што се го направил. Во други ова држава краде.
како си го врата. Но да збориме во контекст на сето ова почитување, реков дека ќе дадам максимална поддршка на Христијан Мицковски и верувам дека ќе издржи до крај и нема да забега, простете, морам таа глаголска форма, бидејќи сите политиканти забега. Ќе излажат и на крај ќе дрпнат, ќе здувнат и така натаму. Договорот со Британија е нашата последна надеж. Последниот воз или локомотива која ја носи таа композиција. Или во пеколот, или во вистинското место кај што и заслужува. А заслужува бидејќи овој народ испокраден, излажан, оплячкан, девалвиран, дерогиран сите 30 и претходно, бидејќи не знам, овој народ знае да проштава. Тоа е македонецот. Знае да проштава, знае да љуби, знае да помага и заборава на гревовите што некој ќе му ги направи. А она друго племе сега што се појави како некој диво месо, таа не го прави. Задоволство да го спомнам Јордан Ристовски, поранешен начелник во МВР за стопански криминал. Добро вечер и добро вечер. Простете, морав една додаток на тоа што него не се искажа во минатата емисија. Како е да се биде начелник во МВР за стопански криминал, каде што стопанскиот криминал, корупција, предавството во Македонија, неказнивоста е закон? Па вие дефиниравте, направивте со неколку зборови на една вистинска дефиниција на фактичката состојба во стопанството, односно во бизнисот на Македонија, во обстојувањето, во економското екзистирање, да речам, да ме разберат гледачите. Јас ќе се обидам со јазик на гледачите да бидам поразбран. Многу умно кажавте корупцијата, криминалот и така натаму. Таа има сериозно влијание за овие 30... Се закон у Македонија? Да, па знаете што? Корупцијата, криминалот, сега да не почнуваме од зборот што значи корупција и така натаму, но тоа е во основа злоупотреба на јавните овластувања кои ги имаат службениците во државната власт во соработка со други граѓани на Република Македонија, меѓутоа користејќи средства од буџетот на државата, кој пак се создава од граѓаните на државата. Значи, ние ги плаќаме. Член 2 од Уставот многу јасно дефинира чија е државата. Мислим, таму е даден одговорот чија е државата. Епа, државата е на граѓаните. Значи, ако ние ја финансираме, а преку тоа финансирање, вие покрај тоа што добро сме ве наградиле како политичари, плати и други бенефити, вие уште плюс тоа додатно тоа не крадете, мислам на ова додатно му нема место. Меѓутоа тоа беше честа појава. Значи, овде имаме состојба кога од бруто општествениот производ се краде. Еве ви еден случај, па се враќаме на ова. Ајде вака, сега морам да го спомнам тоа. Да речеме во Ретие, 2014 Скопје и така натаму, вие од една страна не убедувате дека тоа ќе кошта само 80 милиони евра, а потоа на крајот испадна дека е 800 меѓу 800 и милиарда. И јас ќе ви кажам, јас имам податоци, докази. Како се спушта авион на Скопски аеродром, и тоа ви прескажувам дека е фирма Алпине, и од таму излегува жена која носи торба и директно се носи во влада. И таа влегува долу во гаражите, не оди на проверка ова крај, кажи го, кај овие детектори, кај што поминуваме ние, него оди директно во кабинет на премиер. Јас се прашувам што носи во ташњата. И сега да ве прашам, знаете ли како се краде од бруто домашниот, значи бруто домашниот производ, да го дефинираме, уствари тој така е дефиниран, сите производи и услуги во една земја и така натаму, тоа ви е вкупно, значи и производи и услуги, се што се произведува, што се тргува, значи тоа е. Да се вратиме на темата ти. Така е. Само што ова. Знаете што? И сега видите тука. Тука имате значи една лукративно однесување на тие политичари кои па ние сме ги избрале. Се преку нашиот глас станал власт. Ајде што ужива во тие бенефити. Сега, таа политичка, да речам, политички врв, или сме ги избрали од пратеници, директори, премиери, министри, внимавајте, они стануваат политичка финансиска елита, па остај тоа, него заграбуваат од сите нас. Па доста е веќе. Ова, со општествениот производ, прв пат го кажувам на било кој, поради вас најмногу,
Ќе ви го кажам тој модел, тој е следен. Ќе го договориме, да речеме, една работа преку буџетот и фирмата што треба да биде извршителот, изведувач на таа работа, има цени. Има меѓународни цени, најчесто е тоа во градежништвото, па таму има ФИДИК, правила и така натаму. Сега ние ја зголемуваме од стартот цената, вие ја добивате, а тоа се случуваше и во овие 7 минути, ама и тие во претходните, да бидеме реални. Значи се случуваа во двата периоди. И што се случува? Овој што го добива, што ја добива работата, го гледа профитот. Овој што ја дава работата, исто му го пресметува профитот. Ај сетете се некои проценти во прислушкуваните разговори? Сега, зошто е тоа така? Сега, однапред, зашто јас како пример премиер, ви давам вас да изградите автопат и на 300 милиони, не знам колку е 5%, а тоа е 15 милиони долари, а профитот е многу поголем, значи јас барам толку, пример, ја го кажувам тоа сега, ја не сум бил, меѓутоа, сакам пример да ме свати гледач. Значи така се краде и се оштетува. И потоа се влијае на многу други фактори во економскиот дел, на инвестициите, на каматните стапки, на вработеноста, на еднаквоста на пазарниот механизам, кај што субјектите треба да бидат еднакви. И тоа не е, се фаворизира. Ќе морам тука да ве замолам со оглед дека темата рековме за и околу британско-македонскиот договор во секој случај кој е земен со една единствена цел како да се излезе од овој чорсок во кој се најде Македонија. И кажав со голема почит кон се тоа што е сторено, имајќи факт што имавме во изминатите 7 години, не може да се смени друг глаголска форма освен крадење. Позајмување не се. 32 милиарди евра се потрошени, а ништо не е изработено. Ништо не е изградено. Значи, народот останал во тешки борчеви. Од 8 септември 1991 до 1 мај, која беше 2017 со превземањето на власта на Зоран Заев и Али Ахмети, Македонија беше задолжена околу 4 милиарди и 650 милиони долара, а од тој месец до денот на заминувањето од политичката сцена СДСМ беше задолжена 4 милиарди и 600. Значи, за 7 години задолжување визави, исправете ме колку 20 и нешто, тоа е класичен криминал. Уште само ова. И затоа Македонија нема време за чекање. Македонија мора да направи нешто за своите поколенија. Ве молам, како го доживувате овој договор што го потпиша владата на Христијан Мицкоски, влада со Британија, односно подпредседател на владата, вице-премиерот и министер за транспорт, господинот Александар Николовски, со неговиот колега британски? На овој настан, во основа со економска содржина, некој приоѓа од аспект на нереален има пристап, веднаш да кажам, од позиција на некој свој желби за да оспори туѓ успех. Во основа, Нив да ги заборавиме, ве молам. Не, само конкретно ово ме прашувам. Добро. Па еве, ќе ви одговорам. Значи, тоа е по мене, за мене, и не само за мене, оно што економски добро размислува, одлична идна работа. Овде само да се разбереме, овде е рамка на кредит. И тука и се поволни условите. Не верувам дека овој може да ми забележи малку, но јас знам да го наречам докторско-машински ум. Бидејќи таму логиката е многу присутна, за разлика од моето занимање, и кај мене е логиката, но кај нив во машинството не може да биде 2 + 2 = 5. Не може. Така да, тој е сигурно свесен и за каматните стапки и под кои услови таа рамка. Не верувам, и сум длабоко убеден, дека и ова ќе биде многу поволна кредитна рамка, слична како унгарската. И видите, ајде сега да цениме, не сакам ја, ама тоа се факти, не можам да замижам пред тоа. Знаете што? Погледајте овде кај ги распоредува, кај отприлике он предлага како политички врв на извршната власт, кај предлага да се распределат овие средства во енергетските извори. Брза железница? Срце на економијата, енергијата,
потоа железница, транспорт, економско-географските значи фактори и втора работа здравството и образованието. Не моја забелешка него. Јас сепак би, тоа се апсолутно. Знаете, по тоа ќе сватите дека имате работа со човек кој своите потези ги заснова врз логика. Да ви кажам, не може тој. И сега, од сега ние прашуваме, и сега знаете што, со оваа кредитна рамка, конвергенцијата на Македонија кон развиените држави, значи приближувањето, конвергирањето на Македонија кон развиените држави во Европа, со оваа кредитна рамка е извонреден основ, економски, дека ќе биде приближувањето. Зошто го кажувам ова? Во основа, да знаете, во основа, значи, не се на Балканот, во Македонија, да не кажувам се споредби, да користам Светска банка податоци, иселувањето, демографскиот екзодус, не е толку поради економското дно, мада и тоа силно влијание има, да се нефункционирањето на институциите. Системот. Ма нема систем, овде е расторен системот. Овде имаш систем на корупција. Тоа по наводници расторен. Ама систем на корупција и тие се два круга и овде се спојуваат и овој дел кај што е споен се интересите на криминалците. Не можете вие, јас многу поддржувам тоа што се вели, пример Јордан Ристовски гради во Дубај зграда од 52 ката. 88. Господин Томич, дајте ми доказ да поверувам. Јас прифаќам. Втората страна не демантира. Или молчи. Ама денеска откривам дека имаат златни визи со Германија. Со Грција. Знаете што значи златна виза? Златна виза со Грција. Не, таа е друга. Таа е друга за Дубај. Тоа е друга? Не, ова може да останеш колку сакаш во Грција, која имаш таа златна виза, ама треба да имаш 500.000 евра депонирано во Грција. Господин Томич, сега Јордан не има толку. Меѓутоа и така натаму. Јас прашувам сега нешто друго. Дали во овој, да не се послужам јас сега, со еден термин, во оваа отсечка, во овој круг кај што се поклапаат едните и другите интереси, токму во тоа сега ги спојуваат и тие интереси криминални на штета на народот. Мислам дека овој премиер, дека овој политички врв, ама ценејќи го до сега што направил. До сега. И тоа е факт. Вие не може да кажете дека некој друг обезбеди кредитни средства за финансирање да го поддржи буџетот и пак ги распределува, видите каде. Во локалната самоуправа и за стопанството. Значи кај граѓаните, граѓаните се тие што треба да го вратат. И тој е многу свесен за тоа. Генерации, меѓутоа, ќе имат нешто за нив. Како нема да има? Ајде да одиме поред. Например, господната енергетскиот капацитет, значи Чебрен и Галиште. За Чебрен знаете, претходната власт го даде преку една грчка компанија, која е наш бизнисмен, така се збори, и ја продаде на на грците. И потоа влагат како инвеститори и да не предраскажувам, со еден збор, најголем стратешки потенцијал да се даде некому да концесионира, а македонците да платат повторно, плаќаат давачки. Значи, умната глава направи нешто, че речем, паметот, што спомнете прецизноста во машинските, како го спомнате? Како го кажете, интересна... Чекајте. Па незгодно ми е, знаете, зошто? Затоа што машинско-докторски ум. Тоа е секоја чест. Јас си го поздравам и неговиот татко, кој е еден исклучително голем изумител за гледачите, колку им е познато. Господинот Иван Мицковски е автор на најсилната сопирачка во светот, тоа се за возовите, сите брзи возови, кои во моментот за било каков и... Може? Да, интервенција? Да, ве молам. Има еден друг факт на кој сум па јас сведок за неговиот татко. Тој, заедно со мојот брат, покојниот брат на Имес, се договара и расправаат често пати за трамвајот, идејата за трамвајот во Скопје е нивна, негова.
Господинот Иван Мицкоски. Но еве додиме Добро, сега. ајде, да не изгледа пресна дека времето. сакаме да се додворуваме некому. некому. Има веднаш златни мегафони кои од ова. Ја одека ве поканив како еден поранешен началник во Министерство за внатрешни работи. Еве годиме на сето дали ова, јас само една порака испратив до премиерот во повеќе наврати дека мора да се ослободи од партиските послушници, од несолвентните кадри кои се околу него, кои мора за овој проект да се ангажират супер, да речам, способни, едуцирани, интелектуални потенции кои ќе дадат несебичен придонес да овој проект максимално успешно се реализира. Се согласувате со мене? Да, апсолутно. Само ако сакате повторите ми ги зборите за контрола. Како го дефиниравте тоа? Контрола на сакате да кажете контрола договор на на трошењето? Британија, безбедностни механизми или нов модел на контрола? Добро. Нов модел на контрола. Јас се согласувам апсолутно. Да ви кажам, ајде вака, за да бидеме јасни за гледачите. Метаболизам знаеме што е. Ќе направиме една, знаете, во економијата често пати треба да имате споредбен метод на размислување, ама да наоѓате споредби кои се многу логични. Например, едно дете малечко, нели побрзо расте и неговиот метаболизам е посилен него кај нас. Така? И тоа едно време расте, се развива до 18-19 колку беше години таму и така и тогаш помалку расте. Значи ние сега бидејќи сме неразвиени, ние спаѓаме. Тоа конвергирање кон стандардот на Европската унија со овие рамковни кредити има извонредна основа за реален оптимизам. Бидејќи кај нас се случува корупцијата, што е секојдневие, па денеска открив нешто што се фаќам за глава. Па можно ли е тоа да се случува со судството? Дали е може? Додуше, јас преживеав Голгота од тоа судство, па на крајот сум единствениот кој доби правосилна ослободителна пресуда и така натаму. Чима е специјална мисла, во друга прилика. Не, зборот ми е за правосудството. Значи додека Па еве Врховниот суд ја избран, истиот тој човек што бил ставен на црната листа на американската црна листа. Слушајте да ви Тоа го кажам. прочита денеско медиумите. Слушајте да има друго. Јас имам друг доказ. Што? Не можам да го изнесам сега. Ве молам. Јас сум бивш полицаец, меѓутоа ја да ви кажам, јас сум отишол сам од МВР. Не, ова го прочитав, медиумите пренесуваат. Не знам колку е тоа точно, моето е многу посуштествено. Јас имам материјален доказ, јас без доказ не зборувам. И една работа, и не само тоа, туку и тој Страсбур изборува. Таму е доста проблематично. Но добро, да се вратиме. Дали се сомневате во отчетноста на Мицкоски околу овој проект? Не, апсолутно до сега не можем да му... Верувајте ми, не дека он премиер, па се не зашто јас сум си пензионер. И си невладина организација. Не зависам од никого. Да, си имам невладина организација, таму ке рава, и така натаму, и така, меѓутоа, дека ќе се борам против корупцијата и не затоа што јас сакам да доживеам некоја сатисфакција, ма тргнувам од себе, од неправдата нанесена на мене и на моето семејство. Па ние имаме кочански изгореници. Па јас да ви кажам, не зборам се да не го обширувам мојот случај. И така натаму. И затоа овде е потребна таа контрола за безбедност или за сигурност на користење на парите. Вака. Значи, кога споредба правиме меѓу младо дете и посериозен човек. Значи, нас не треба побрз развој. И ова е токму тоа. И тоа е упатено кон граѓаните. Значи, дека користењето... Слушајте, британците се умен народ. Јас мислам дека и оваа емисија најверојатно ќе биде предмет на анализа во британската амбасада. Не може секој да подпише договор со Не може. Па знам јас тоа. Подобро го знам од тоа. Не, го знам сигурно, но едно ќе ви кажам, Лондон е наречен number one светски финансиски центар. И политички. Да ми се наутат сега некои пријатели во американската амбасада, ако кажем дека понекогаш Лондон управува со Вашингтон и најверојатно утрекиваме јавување. Ајде одиме се чекор по чекор. Значи, збориме за проектот енергетскиот капацитет. Значи, добиваме енергетска неизвестност. Знаете што? Независност. Така. Неизвестност, рекова, независност, така е грешка. Знаете што, сега ви кажам пак конкретен пример. Јас се спуштам во реалноста. Реалниот живот ви го дава најдобриот одговор. Па е тука во комшија. Ви имате една когенеративна гасна централа Когел во Железара. Само момент. Неа ја градат
двајца инвеститори, физички лица, на крајот немаат доволно пари, се задолжуваат во комерцијална банка, подигаат кредит, кај што потоа мојот пријател не учествува во тоа, па мене ме вика за некој да речем советничко експертско ниво и добро јас учествувам. И на крајот што ни прават? Преку извршителство ја земаат когенеративната гасна централа и таа, јас ќе ви кажам доказите, таа вреди 25 милиони евра. За колку пари сакаше претходната власт и тој таму стручњак што беше од тој Тирзовите да не убедува дека 400 милиони, па вие чекате бе. Јас прашував колку тоа киловати, не можем. Не, ама нешто едно, два пати, три пати беше поголемо ова што би требаше Мите или Неос. Да. Па добро, еве три пати по 20, по 30 милиони, 100, ама зошто 400 бе? Абе, ало, ти у стартот ли сакаш да не украдеш? Па ти сега си директор на ТИРС, па ошто ти приказни решируваш дека кој ќе било тоа направено, па види ДДВ-то ќе го плаќала. Кој бе го плаќа ДДВ-то? Јас и ти, Цобе, го плаќаме ДДВ-то. Не го плаќа. Вие работите во Вистел. И Вистел, да, ама ти вложуваш овде труд, тоа што те вработил, тој има полза од тебе, сака да има профит и тук. И затоа имаш ти значи, пазите пак, вие кој ќе идете во ресторан, нели ќе ви дадат фискална сметка, така? Бидејќи јас сум бил началник и на даночната инспекција во финансии, сум работел и во МВР и така. Ај се да ве прашам, нели ви и сега има некој позади вас да го плати, гледате таму ДДВ на сметката? Има, значи вие го плаќате. И ние како граѓани. Значи, чекај бе ти зборуваш стопански и се криеш позади тоа за да на крајот попуштат. Кога се јавив јас искрен да ви бидам во јавност поради тоа и директно ги прозвав. Ве не можете да не крадете, ви уште не почнато, сега чекаме. Како тоа? Па народ сме. За овој кредит, за овој Чебрен, ова е одлична идеја. Ова е по мене супер, затоа што, внимавајте, таа е најефтина енергија, ќе има позитивно влијание во инпутот на било кој производствен, па и непроизводствен, па и на било кое домаќинство. И голем капацитет на вода во случај на секакви. Така. Плюс тоа Вардарската долина кај нас треба да се искористи. Внимавајте, и втора работа. Во сега стратегиски или стратешки беше ги заборев тие термини зашто се разликуваат. А коридорот 10 што оди Солун Будимпешта гениална работа. Гениална работа. Дали знаете колку пари Македонија ќе добие со брзата пруга Скопје-Гевгелија? Брзо ќе ги вратиме. Значи годишно 160 милиони евра карго. Така. Карго. Така. А погледајте, знаете некои, ајде да не речам сега, некои таленти, ајде да ги јас имам термин друг за нив, ама ајде ги наречам таленти под наводници. Ама нас пругата не ни требало, не да слуша, не ни требало затоа што ние немаме толку, да, твој колега. Не сме имале толкаво производство. По глупост, ја поголема глупост за овие 48 сати немам сретната. Па не е Тетово Скопје само за Јордан и за Цобе или Тетово Гевгелија. Па тоа е и за Србија, и за Албанија, и за Бугарија. За 4,5 сата сте од Солун до Будимпешта. Економските односи ќе ги зближат народите, економските интереси ќе ги зближат народите, ќе го подигне стандардот. И ќе се релаксират и самите односи. Апсолутно. Што не се купува со пари. Па како? Отивелат комшијата е поблизо од родиниот брат, но скрајаде со моментално ваквите комшии кои не негират, не бришат и така натаму. Ајде додиме со клиничкиот центар. Пред да дојде на времето на октруирана власт која беше дефинирана и со јасна цел да се смени името, со дадените може бомби... ли само те молам, извини, како другарот те замолам. Ајде. Може ли само една минута да минеш тука? Ајде. Погледајте го настанот вие во Тетово, бехте ленка, кога се пушта тоа као наводно. Погледајте, јас немам против ништо албанците. Јас сум 69 години живеам со нив. Живееме еден покрај друг. Не, така е. Слушајте, и солидно живееме. Сега ќе ви кажам нешто. Таму има само двајца македонци и едно женско, јас избројав во Тетово. Тоа ти е Димитар Ковачевски како премиер, оној Бочварски беше ставен таму сиромал во третиот ред и некој девојче. И сега во ред е. И сега таму имаш 50-60 представници на ДУИ. И они викаат ДУИ гради автопати. Стоп, само момент. Сакам кога велите октруирана, да, сакам да го потврдам тоа. Вие сте овде премиер и вие сте врв на таа власт. И вие треба да внимавате за многу работи. Меѓутоа што се случува? Јас знам, само ги прибирам доказите и ќе ги обезбедам најверојатно. Само да скратам, да видите по однос на тој Димитар Ковачевски.
Па јас искрено, господин Томич, јас кој би мало мислев овие што немаме коса, се паметни луѓе. Тој не само што нема коса, тој бос по глава. Па ти чекај бе, која порака пушташ и како тоа им дозволуваш дуи градела автопати? Абе граѓаните го градат како што ти викам Мицкоски ги враќа пари бе. Сега не да го така, дали е така или не е така? Ма нема ние да глорифицираме личност се правдаме. Ако греши ќе го критикуваме. Да. Ама гледаме за неполна година денат од превземањето на власта, потпиша 2 договора. Не едниот беше подпишан, ама ја устоличи соработката. Која креација кога Европската унија те брише, те дескредитира, те анулира. Еве видовме францускиот председател како авторитет има дома, па што да речам во европскиот свет или на пошироко. Морам ова да... Нас излезот ние во овој британска рамковна кредитна поддршка. Тие не верувам, сигурно ќе се согласат со таа ниска камата, знаејќи ги интересите. Тие инаку се луѓе кои во светот од прилики измислуваат закони, правила, креираат состојби, толку се умни да знаете, оти тие се карактеристични, тие креираат состојби, па потоа од состојбите прават правила, па ве тераат вас да постапувате. Така да они тоа е Лондон центар кај што има систем Лондон, а внатре во Лондон имате подсистеми. Да. Банкарскиот систем е таму неразвиен. И јас мислам дека ова и за здравството, апсолутно, погледajte, значи, човеков вика, во здравство, нема му треба така. Без здравство, па три свети Аристотел, 3 света звања, 3 позиви, професии. Првиот е учителот. Образование, кај што ние го развиваме нашиот талент, на што ни од Господ дадено или природата што не создала. Вториот е вика здравието, докторот. Значи тој се грижи за. И третиот, знаете кој? Судијата. Како последна одбрана од неправдата. Тие се 3 професии, што е точно. Практичниот живот покажува. Каква е у Македонија? Од тие 3 основни фундаменти. Ова третово катастрофа. Второто и тука дно. Првото тамо се борите вие во образованието и јас во тој контекст сакам нешто да предложам. Мислим, јас сум си граѓанин, ја нема потреба. Ја доста би вложил тука нешто во образованието и тоа конкретно во универзитети државни. Зошто го барам? Го кажувам, не можам јас да го барам. Затоа што, например, тргнувам од кинескиот случај. Кина се разви затоа што последните години, па и ние во претходниот систем, Кина праќаше тука луѓе на кои што се обучува. Јас знам, во Битола бев со нив, како се викаше тоа за производство на фрижидери, тамо имаше кинези, што учеа како се прават фрижидери. Сега ние учиме. Знаете зашто? Кина, и не само кај нас, но Кина отиде прва веќе и во бруто домашниот производ, и во многу индустрии. Особено во техниката и технологијата, или како велиме оваа интелигенција. Вештачка интелигенција. Само еден точен податок. Кина годишно продуцира 3 милиони инженери, IT. 3. А заедно сакаше да го отвори универзитетот. Студентите по IT и технологија немале кај да учат. Еве остана како ругло во центарот на Скопје. Тоа е грешка. Ајде одиме за здравјето, за здравството. Само малку, довршам мисла, да не остане. Добро. Зошто го земам Кина? Внимавајте. Значи, од 3 милиони инженери готови. Тоа е готов, тоа е човечкиот капитал, готов производ, најскапа работа. Од тие, не 10% ќе дојде 300.000. 3 милиона 300.000. 300.000. 1%, 3.000. 3.000 нека измислат по една иновација, доволно е за Кина. Ете го квантитетот како раѓа квалитет. Ете го образованието. Ете го. А не ова образование што кај нас. Во здравството. Со дипломите од Рами Смерко. Па не само од Рами Смерко. Секаде универзитет. Па кај мене у Тетово 2 имате. У петок ќе се запишеш, у понеделник имаш диплома. Па спи се. Се смеам, видиш, има еден мој колега кој за 48 стана, часот стана професор доктор. Па колку има лажни дипломи по еве кај овој како се викаше нашиот, кажи го. Добро, не именуваме сега. Скопскиот универзитет, Скопје, како беше тоа? Аце Миленко. Ајде да му ги провериме нему дипломите неколку да видиш колку ќе добиеш шут карта.
Одиме со проектот, ве молам. Сега за образование. Ајде. Уште нешто да допреме една многу сериозна тема. Да, ќе се вратиме за ова на крај. Клиничкиот центар ми е многу битен. Сега, тој клинички центар мора... Сега момент. Само малку. Имаме ние случај со дете во дана баш тој директор, така? И во тоа образование. И сега внимавајте што се прави во системот. Кој едниот го руши, другиот сака да создаде ред. Ама тој другиот пак е овој машинскиот ум. Сега ќе ви кажам зошто. Па јас сум откривал документи и докази во Бугарија. Јас. И нашиот суд греши, тамо и фалц. Слушајте, овде, значи дипломата за јазик и, да речеме, диплома за завршен новинарство или економски или правен факултет се нострифицира во Министерството за образование. Така. Бидејќи едното значи знаење, квантум на знаење или контингент на знаење, значи и оваа потврда за јазик треба да биде знаење, нели? Па јас прашувам, ако си можеш да нострифицираш оваа диплома за факултетско образование и бидејќи знаење, зошто не си напишал во законот да се нострифицира и ова? И зошто ти во законот ми пишуваш како задолжително тоа да има доказ дека знаел англиски јазик? Да ви кажам, детето мене ми треба за национална безбедност. Мене ми треба таму квалитетот и тој добар е. Сега да ви кажам, што треба тука? Бидејќи, тука во Македонија имаш 1000 такви случаи, меѓу кои 20 имаш осудени. Луѓе, тука се менува законот, тоа ви е масовна појава. Филозофија на правото, читајте ќе видите. Тоа морав да ви го кажам во смисла на она третото, дека одбраната од неправдата е судијата. Не требало, уште тогаш требало да реагираат, чекаме вакви Академијата на судии и обвинители, да се вратиме на клиничкиот центар. Клиничкиот центар, бидејќи по некоја случајност мојата сопруга и доктор, постојано зборуваме дека е апсолутно потребно нов. И доста се модернизира и сега, доста се вложува. Од Аристотел не случајно ги послушал тие три професии. Беше договорено, сега да бидеме објективни, ја не сум судија, ниту сакам да судам, ниту сум доследен, мислам да судам некому. Беше градено. Некојаш велеше еден политикант, ја така ќе го наречам, го ценев за политичар, на кој видов дека има метаморфоза, го избришав. Градевме, ама градевме. Да, Лјупчо Георгиевски. Па Кристофер Хил, браво, ова мора да те частам кафе. Сега ќе ти кажам. Слушај, јас слушам случајно вести тогаш. И од една страна се јавува Љуби и вика, јас краде и овој околу мене. Сега така беше тоа. Точна реченица. После него на вестите се јавува Кристофер Хил, кој е некаде у Кочани. Па вика вака, вас како народ, ја не знам што ви треба уште. Вас премиер ви признава дека сте крадели, вие молчите. Ама не само тоа. Тоаш беше подпишан договор на заминување или на превземањето на власта со италијанска компанија, која требаше преку Европската банка за обнова и развој да се даде кредит, грант, нешто, да нема поединости. И се тоа било договорено. Министер за здравство беше Никола Тодоров, премиер Никола Груевски, советник на Тодоров Венко Филипче. Значи се беше окей, требаше да се подпише, се зема власта, се украде власта, со еден збор, да се смени и продаде името, и истиот советник во времето на Зоран Заев, како министер за здравство, го прекинува, го уништува. И се наоѓаш на арбитражниот суд, и ја утрешната колумна ја пишам токму за тоа. Каде одиме со таков начин? Само малку. Јас сакам, сега по односно ова прашање. Значи, дајте одговор за клиничкиот, ве молам. Сега, ќе ви даваме за клиничкиот центар, не е проблем. Тоа што Венко Филипче бил советник на Никола Тодоров, тоа е негов избор. Па потоа и така натаму, неговата стручност очигледно говори за нешто. И сега тука, знаете, тргнувате како основ за некакво сомневање, и сега вамо го прекинува истиот, тој сака да ми каже договор што го потпишал Никола Тодоров, он бил советник тогаш, така? Најверојатно бил контактиран за таа работа. И комуницирале. Ми тоа едно друго да ве прашам. Рековте за смената на името. Јас сега кога пишував тужби, да ти кажам, сега во фаза ми е на тие заштетиве што треба ми ги плати државата, и кој ќе додев до зборчето Северна, не ми оди ракава. Значи никој не сака тоа. Ми тоа да ве прашам едно логично прашање, вие сте. Кој има поголема грешка? Овој бегалец од Груевски за мене бегалец на стоп, ја имам докази за тоа. И затоа што ми нанел голема штета. Овој бегалецов во Будипешта или Зоран Заев, ово е 2007-2008 кога можеше Македонија да се вика дека Република Македонија во Заграда Скопје. Така беше?
Сега овој мораше, сакаше, некеше, мораше да каже Северна Македонија. Кој повеќе направи? Како мораше? Тој го прифатил. Он Па се да. договорил. Па добро. Он не ти од дава лукративни. Ама чекај. Ама што мислевте вие дека грците и економската моќ нивна, особено лобито во Америка и во Лондон, ќе видите сега. И во Лондон. Да не зборувам. Ама интерес имаат за коридорот 10. И тука дилемито е Тоа е главна артерија. топ погодок на машинскиот докторски ум. Море да ми забележи за ова, нема проблем. Така да сакам да ви кажам дека тоа може да не извади, ама да се вратиме на нас. Значи, ако прифатеше тогаш некој да се викаме Република Македонија Скопје за надворе, не за ерга омнес, не за секоја за севкупно. Сега по тоа кој ќе мерите, ќе видите кој има Господине Ристовски. Не, морам тука да не ви давам простор, морам да ве тука дадам едно објаснение на гледачите. Да. Значи, јас 2016 година бев во Њујорк, се сретнав со Метју Нимиц и во интервјуто, гуглајте, одите на YouTube и барајте го интервјуто моје со Нимиц и ќе видите што кажам. Јас го прашав, дали треба за севкупна потреба? Не, само привременото име. Значи, постоја кој вика, доказот е интервјуто. Значи, кој го тераше? Тоа објективна става. Па еве, јас не. Не, ќе го одите гледам. ме молам на YouTube. Добро, може да си го сменам мислењето ако е така. Тоа е правено на 4 јули 2016 гостин бев дома кај Метју Нимиц. А вие сте познат по тоа. Единствен новинар во Македонија. Па ќе кажам дека сум единствен. Не, јас ќе ве пофалам за тоа. Колку имавте адреси од тие светски? Не се работи за адреса. Чекај, имате некоја тетрадка, па вие бараат сите. Па јас како ваш пријател порачам да речам што, можете. Вие имате свој авторитет. Главата не можете да ја продадете, и душата и срцето. Беше понудено да му подадам мојот тефтер, и тоа доста голема сума. Ја реков, слушај, ја можам да го скинам сега пред тебе и да го изгорам. Меѓутоа, тоа е јас мојата глава повторно ќе ги напише. Но тоа е глупо, не сум не глупо интересно, но само сакам да спомнам на клиничкиот центар, една од важните столбови кариетиди за спас на човештвото во Република Македонија. Па нели се треба да платиме ние пенали тамо на италијаните? На арбитражниот суд. Сега јас би ги натоварил тие, дојди ти, кој беше министер што го раскинува, ама ти дојдеш ти што си да видиме што е што и на ваш товар. Сега јас до кога македонскиот народ треба да плати штетите на некој што мене треба да ми се плати штета. Мене со ни едни пари не можеш да ми ги платиш емоциите или солзите на децата. Јас имам ослободителна и мене треба да се плати и притвор и затвор и штета и за мене, за сите. Знаете? И сега мене ми е непријатно. Јас се наоѓам како она слично прашање. Па ја треба да ги земам парите од вас. Ама не, сега би требало овде обвинителот, таа сокриена држава, тие што го организирале, судиите, дојди вамо. Сега да ми одговараш овде, затоа што овде не е по грешка на судот пресудата. Овде е по вина на судот, по вина. Ти му викаш, како сега ти што изнесуваш факти со докази, така? Прашањата се конкретни и јасни. И ти ме прашаш ова. А јас, и сега, моја вина, ако бегам, не одговорам на тоа. Значи, судот овде има вина затоа што ја му викам, немој бе, ќе ме осудиш за вратен имот на државата. Не те гледа. Значи, овде париве сега ќе ги вратат. Да кажете маката што ја имате, јас не, во друга прилика. Сакам ова само да ве малку да ве надвикам сега, извини вака под наводници. Значи, тука сега треба да плаќаме штетава ние со италијанскиот партнер, ние. И сега јас, извините, ама не можеш ти да ми водиш сега мене опозициона партија и да ми бидеш лидер, а вамо да ми правиш вакви бели. Јас во колумната напишав, кога веќе се открива криминалот во онкологија, веднаш се бараат лидерски среди. Влеговме во финале, со оглед дека интересен е разговорот со вас и не знам јавноста ќе го регистрира според гледаноста, а знам дека сме доста гледани. Кој е вашата порака? Имајќи факти, и овој пат ќе му порачам на господинот премиер, бидејќи е голем, така Гаши кажа, мнозинството е стабилно. Еве ви давам уште еден челендж, предизвик. Ве молам, сменете го кривичниот закон, што го донеса истите луѓе кои беа спомнати за криминал во Република Македонија со дејание кој има кривична одговорност, казана одредба, повеќе од 5 години или до 5 години. Само лустрирани. Дали е ред да се донесе закон со сите нишани и европски, не мора европски, еве, професионално кажувам. Германскиот, само ги дајте предлог германски, да пресликаме. Господинот Мицковски тебе тоа го направи.
Тоа не да треба, него одлично прашање за крајот. Да почнеме пак Ти практично. нема време, Не, кратко. Знаете што ова министр што е за економска за Европска унија во Албанија, Орхан Рамадани. Тој ви кажа, кога одам постојано во Брисел, прво што ми поднесуваат зошто го сменивте законот, кривичниот закон, мене ми е страм да одам. А некој не убедуваше само момент. Па влезе во извештајот на Стеди Патман. А некој не убедуваше дека се консултирал со Европска комисија. Не бе, ти не со американска, зошто не лажеш бе? Ти биш си премиер од позиција на премиер. И тука подхитно треба да се измени тој закон, затоа што кога корупцијата вас ви се зголемува, логиката на нештата се зголемуваат казните. Нема друга превенција. А Гордан Калеџиев, јас сум го почитувал, он го обори својот углед кај мене, како кривичар, ама го обори во смисла на тоа дека тој сега и тој беше подршка даваше на тој закон, па не кажам некои пратеници. И погледајте, вие сами себе се амнестирате, не ги украдовте нашите пари, и ни се смеете во лице. И не правите будали, и да ви кажеме дека нема да може така. Веќе имаме нов премиер со нова реална основа за оптимизам. Ја дека ви прости за ова што го велам докторски машински ум, односно машински докторски ум, ама се јас сум малку постар од него, па можам. И благодарам што бевте со нас во оваа емисија, интересна. Во секој случај вете дека ќе имаме во едно друго издание, па се повеќе 15 минути од ова. Еве ќе ви кажам, ќе ви го доставам доказот за денешниот за настан со судството. Поред. Брука за државата. Јас се согласувам, бидејќи јас кога прочитав денеска колку е точно, али медиумите не може да лажат. Кои избори? Па избори бе што ви се направени, ајде, да не откривам однапред, зашто ќе видиме. Да, благодарам уште еднаш, почитувани. Тоа беше господинот Јордан Ристовски, поранешен началник во МВР за стопански криминал. Говоревме за за мене историскиот договор помеѓу Британија и Македонија. И овој кредит, или како да го наречеме, е од вистинска суштинска важност за еднината на Македонија и македонските генерации што представуваат. И насоченоста нивна, само да ве дополнам, не ти дава британецот пари ако не градиш објекти кои што ќе вратат друга вредност. Секако. И тоа беше кажано. А нема ти дозволи да ги крадеш. А и тоа го кажа премиерот, дека овие се мултиплицираат, значи се рентабилни. Да сте живи и здрави. Благодарам што бевте овие 45 минути. Знам дека не гледавте со големо внимание. Во петок гледајте репризата на 25 години од Гласот на народот. Моите драги соговорници, рецензенти Зоран Дабич и Тодор Петров. Пријатен вечер. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо.